Во целоден блог зборувавме за безбедноста во интернет просторот и во неколку наврати сите наши соговорници споменаа дека е многу добро во целата оваа приказна да се фокусираме на позитивната страна, односно користењето на интернетот за добро. На тоа не поттикна да го поканиме нашиот следен гост во Македонија наутро. Многу важни и значајни пореки може да се пренесат преку социјалните медиуми, она што сакаме да го кажеме и во контекст на она што Кристина го кажа во најавата. Денеска низ разговор ќе промовираме еден профил кој што е насловен како Ајде да јадеме, него го води воедно и наш колега, можам така да кажем. Бидејќи јас сум дел од македонското радио, Кристина и ти имаш радио искуство, така да ќе си кажеме наш колега од Антена 5 радио, Антонио Велковски. Добро утро и добро ни дојде денес во улога на магистар по нутриционизам. Така да, денеска е сосема друга темата, инаку да и јас потекнувам македонско радио, нели, тука ми беа моите почетоци, ама далечната 2003-2004 тука некаде. Таму се учеа основите, нели? Антонија, споменав како да го користиме интернетот за добро, кога и како вие почнавте приказната со социјалните мрежи и како се одлучивте токму здравиот начин на исхрана да го промовирате на овој модел? Јас некаде 2020 завршив со студии и нели веќе порелаксиран, тогаш веќе нели беше ковид пандемијата, па некако повеќе се следеа социјални медиуми, повеќе бевме на интернет и баш тогаш и решив да го направам профилот. Инаку мојот блог Ајде да јадеме постои уште од некаде 2013 година, ама во еден период малку паузирав, го замрев и решив тогаш баш да се вратам нели на социјалните медиуми. И таа крај на 2020 баш мислам дека беше идеален период за да се промовира некој на интернет. Така. Кажа од 2013 како блог, некаде од 2020 година поинтензивно. Што беше причината да се насочиш некои прво твои лични здравствени потреби, придобивки, да ја дадеш фокус на оваа приказна или интересирањето за нутриционизмот? Не, интересирањето за исхраната воопшто. Значи, јас секогаш викам кои ме прашуваат, нели, нема диети што не сум ги испробал, може само кето или не знам така нешто. Некако бев обседнат со таа здрава исхрана, до каде може да се оди, кои се информациите и долги години сум читал додека не решив тоа малку и да го официализирам. Нели, едно е кога си читаме онака, да речеме, на интернет чисто за информација, друго е кога ќе се навлезе малку повеќе во проучувањето на таа област, така што некаде 2016, мислам дека тогаш беа почетоците на факултетот за нутриционизам во Велес, се запишав и така, малку подетално почнав да проучувам, да ја проучувам исхраната и тоа беа фактички почетоците. Профилот ти е брзо растечки на Инстаграм и еден од последените, ако зборуваме на тема нутриционизам. Колку нашите граѓани, бидејќи сме доста и бомбардирани со информации, што е тоа здрава храна, што е здрав оброк, дневен внес на калории и така натаму, колку се интересираат нашите граѓани да ги знаат вистинските податоци, колку знаат да поставуваат прашања, колку целата оваа тема е блиска до нив. Од тоа што го комуницираш и контактираш со нив, затоа што имаш направено и, ајде да го наречам режим, или ќе ме коригираш, режим на исхрана, план на исхрана. Да, права планови за исхрана, да, планови за исхрана за клиенти. Колку ги имаме таа култура, колку ги имаме тие навики? Јас мислам дека повеќе луѓето се збунети во последно време со информациите за храна, отколку што да речеме се сигурни за тоа. А се интересираат многу луѓе, нели денеска е тоа трендот. Посебно што сме бомбардирани со наслови од типот тоа е штетно, тоа е отровно, нели тие привлекуваат внимание. И луѓе веројатно зошто нели е еден од последените профили мојот, затоа што јас обично гледам малку да се сталожат сите тие гласини или како да ги наречам бучава околу исхраната и малку да се свртиме кон тоа што е вистина, што не, и тоа со научни докази. Значи не за да се клика или да се добиваат лајкови, туку баш вистинската слика за исхраната. Можеби и затоа луѓе повеќе ме следат, често пати ми испраќаат видеа од некој друг што ги создал, дали е вистина ова, дали е вистина тоа, па може ли да ги прокоментираш, така што мислам дека тоа е причината зашто луѓе често ми се обраќаат. Некоја доверба стекнале веројатно.
Дополнително во прилог на целава приказна оди тоа што може да добијат совети од професионалец. Ние некако се наоѓаме стручни за се, Google ни е одговор на се, но добро е кога ги добиваме од вистински професионалци одговорите. Сега само да баш е потребно нели да се свртиме кон луѓе кои што вистински си ја знаат работата, не само за нутриционизмот, зашто и да е, затоа што еве да земеме предвид дека од неодамна како беше од почетокот на годината нели Мета воведе мерки дека веќе нема толку да прави контрола на податоци. Така што може кој што сака да објави на интернет, практично на Facebook, на Instagram, кои беа нивни други канали. Така што луѓето сега уште позбунети ќе бидат, поради тоа што нема никаква забрана, нема никаков филтер, како што долги години е на X, односно на Twitter. Така што мора да најдеме начин, односно да видиме кој е тој што најмногу можеме да му веруваме, тоа се најчесто луѓе кои што се образовани или малку повеќе остручени во темата за која што зборуваат. И па ајде нив да ги прашаме и за најважниот оброк во денот. Да, но многу можеби, многу информации, но еден заклучок од сите, реален, тоа е дека навистина од храната зависат многу работи, од храната ни зависи и здравјето. Тоа верувам ќе ни го потврдиш и ти. Свежината на лицето зависи од храната. Вистина, колку поздраво се храниме, не треба толку пудра да ставаме, например, рано наутро. Ово никако ми го кажа со порака. Се одлучивме патем да ве повикаме во Македонија наутро, бидејќи многу често се зборува за појадокот како најважниот оброк во денот. И кога се зборува за здрава храна како појадок, се мисли на сите можни здрави состојки во едно. Но и тука треба да бидеме селективни. Сигурно. Прво, значи, конкретни докази дека појадокот е најважниот оброк во денот не постојат. Значи, да разјасниме тука. Меѓутоа, јас имав и неколку видеа во врска со тоа, мојата пракса покажува дека луѓе кои што го прескокнуваат појадокот после се посклони на прејадување, посклони на потешка контрола на тежината, ајде да речеме. Студии се правени од типот дали подобро го регулира шеќерот во крвта за диабетичари, за нели поспецифични случаи, но конкретно кај здрави луѓе нема конкретни докази. Некој обстојува и без доручек. Меѓутоа, од тоа што сум го забележал јас кај клиенти со кои што соработувам, па да не претарам 90%, сигурно оние што прескокнуваат доручек имаат понатаму потешка контрола на тежината, а и на апетитот во текот на денот. Што правиме со кафето пред појадокот? Јас искрено не сум воопшто против. Значи воопшто не гледам причина зошто да не би било кафето, меѓутоа една работа која што најмногу ми пречи е тоа што луѓе знаат да испијат кафе и потоа да го скокнат нели доручекот. И заситува, да, тоа кафето не е оброк, да. Некои знаат и дури да го потиснат гладот токму со кафе, нели ќе испијам кафе место да јадам оброк. Не знаат дека следниот оброк ќе биде двојно поголем отколку тоа што обично би било доколку не би го прикривале гладот со кафе. Така. Добро, ете, ние сме едни од утринскиве програми, едни од тие. Некако дали кафето, па мислам дека поради навика веќе не го. Па некогаш и се пие, да, а некогаш и поради енергија, макар што кафето не дава енергија, нели тоа е моментално покачување малку на хормонот за стрес, меѓутоа не дава енергија кафето, но ете така, некој ритуал, зошто да не, нели, се додека не се прескокнува оброк поради кафето. Во најмала рака пите го со оној кој што сакате да го почнете денот, така да не ми пречи ване што го пиеме заедно секој утро. Важно е исто така кога зборуваме за здравата исхрана да се каже дека некако во последно време се рушат оние митови порано кога ќе се споменеа здрави намирници, здрава исхрана, веднаш помислувавме на нешто скапо и недостижно за сите. И денеска е така. Да, но некако се кршат митовите барем на луѓето кои што решиле да ги проверат цените во маркетите и кои што малку решиле повеќе да експериментираат, истражуваат и комбинираат, најверојатно доаѓаат до одговорот дека па некогаш и со здрави намирници може поевтино да поминеш отколку со нездрави намирници. Така. Затоа ние донесовме неколку работи, посебно за луѓето кои што функционираат наутро, што колешката Кристина можеш сите овие нешта да ги донесе во една кеса на работа, можеме сите тоа да го правиме. Сакав да кажам да си имаме здрав поедок. Апсолутно, овие намирници чинат околу 300 денари, се вкупно што е на масата, но може да се направат барем за 3 до 4 дена, ако зборуваме за еден човек, 3 до 4 дена, ако не и повеќе појадок. Да, не е за еден оброк тоа. Не, апсолутно не. Не, потекнуваат тие муабети нели за здравата храна затоа што имаше еден тренд некаде пред 10 години со тие супер храни, гоџи бери, не знам што, тогаш и чијата дури беше доста скапа. Така што мислам дека од тука тогаш потекнуваат тие муабети
заборавете дека здравата храна, дека мора сите да се храниме со гоџибери и со слична храна која што е доста по непристапна, а не сваќаме дека на пазар да отидеме, веќе имаме таа здрава храна, дури во свежа варијанта, многу посвежа отколку да речеме во маркет или на друго место. Што не потикна за овој поедок, како го прашавме Антонио, сакаме нешто брзо, значи не сакаме ништо со печење, со губење време, ова е брзо време во кое што се ни треба за 3 минути, така, не за 5. Да, наједноставно. Да. А луѓе често пати ми кажуваат нема време од сабајле да подготвам ништо, а еве ова се намирници со кои може баш многу брзински да се подготви до ручек. Да си го викаме ни Антонио вака, Охе, кога сме на апсолутно не е утринска да ни Ако ништо друго, гостува, барем барем само еднаш здраво ќе се неделно, ќе си храниме. имаме поедок. Еден Да. план за цела. Да, еден да, план да, за да. цела недела. Ајде да јадеме профилот кој што нашите гледачи може да го посетат и секако да постават дополнително прашање, бидејќи ние фативме малку поопшти теми, бидејќи ти е прво гостување, сакавме да испромовираме твојата работа, но секако ако те испратиме со насмевка тука и се задоволен од нас како домаќини, ќе те викаме повторно на конкретни теми. Сигурно. Еве така и ќе завршиме денес, Да. ќе го направиме појадок. Ќе помагаш или да помагам? Па, ајде, мислам дека веќе кога се подготви, јас ќе Ајде. гледам од тука да не правам Ќе гужва. помагам. Се одлучивме за неколку состојки. Така, ќе им да. кажеш ти на гледачите, а јас само ќе помагам. Ќе решивме да направиме овесна каша затоа што таа е наједноставна. Добра. Јас секогаш им викам на клиенти, некои што не сакаат баш овес, им викам не е задолжително нели да се јаде Добра. овес, меѓутоа е многу лесен за подготвување. Овесот како Овесни снеголки. Да, Целга. овесните снеголки како преработка од овесот како зрно доста малку губат од нутритивната вредност на самото зрно, така што може да се употребуваат за наутро, плюс тоа има диететски влакна кои што ќе не држат малку полого сити нели во Добра. текот на денот. За еден оброк колку ни е потребно? Па еве зависи сега нели 5-6 лажици, јас Добра. додуша малку повеќе ставам за мене, ама еве да речеме ајде просекот е тука некаде. Добра. Комбинираш здрава исхрана со вежбање? Редовно, да. Повеќе вежбањето ми е, не знам, како за ментално здравје отколку за се друго. Ми доаѓа како релаксација на крај на денот. Така што сега можеме јогурт да ставиме. Ова е задолжително при отворање на јогуртот. Да не биде само вода. Добра. Која е количината што ни е потребна за една Јас ваква чаша? обично дома сум со мерици, така што Добра, нели една чаша овесни, обично ставам една чаша јогурт или една и пол, Добра. за да Значи, не биде претечно. Во принцип треба да Од е прилика да дополнена. ќе ставиме Да. сега, не мора да мериме. Добра. Може само да ја видам јас густината, Ајде. ќе проценам. Да. Тука Тоа го некаде, мешате? значи, да, го мешаме. Ако излезе малку течно, не е ништо страшно затоа што ќе впијат, нели, овесните. И обично е добро да се остават преку ноќ, макар што овие ситните и за час веќе се готови. Ова се лишници и бадами, непечени. Така, да, значи со тие ќе добиеме, веќе имаме здрави масти од лешниците и бадемите. Обично јас ги ставам директно во овесната каша. Се убаво е да се малку подискршени или да не се вака цели, за подобро да може да се джвакаат. Ги додавам овде или обично ако се сомелени баш до ниво на брашно, може убаво да се измешаат со самата каша додека ја подготвуваме. Ако брзате, може и цели. Може и цели, не е ништо страшно, нели забите за тоа ни Да. се, нели малку сме Да. повеќе навикнати на мелена и на блендирана храна, а може и цели, еве неколку ќе додадам. И се одлучивме за боровинки. Тоа Боровинки најдовме најубави, всушност од да. свежите. Па и најубави се, да. Добра. Обично ги има некаде на почеток на есента, ама еве ваквата сорта може да се најде сега во маркетите. Ни требаат неколку. Неколку да, ова потоа се едноставно може да се спакува и одиме на работа, што имаме обврски и веќе ни е готово. Се надевам дека Готов ќе успееме доручекот. вака да го доловиме пред да го измешаме да го видиме. И колегите ни се веќе гладни. Добра. Ете Го веќе мешаме, овесните, така? да, може да се измеши, после не? е готово. Ајде, дојди. Овесните снеголки Не, мислам ти дека ќе го веќе се пробаш згуснати. прв, види Сега кој Иване. сака поблаги вкусови може да Добро. се додаде и нешто нели Мед за ќе заблажување. може. Например? Па мед. Мед Добра. или еве сега сироп од урми има доста дава вкусна карамел, така да може да се скомбинира. Јас би сакал да го пробам, но после Да. емисија малку да впијат и јаткастите плодови од јогуртот. Може да ми Како додадете по уште рецепт. малку јогурче и така. Да, јас сум веќе во години кога треба забиве да ги пазам. Така да уште 10 минути Добра. може да си одстои тоа. Антонио, благодариме за гостувањето во Македонија наутро. Фала за поканата. За тоа што ни дојде секако денеска. Ќе ти дадам чиста лажичка, Ване, добро, подоцна. добро. Добро. Се гледаме ние повторно во некоја од Сигурно. следните емисии кога ќе зборуваме и на конкретна тема секако. Важи, повезана со со задоволство. нутриционизм. Фала. Добра е комбинацијата? Добро. Во продолжение ќе завршиме со музика. Андреј Одеенка ќе биде наш гостин. Последното нешто кое што го промовира момците од ова дуо е насловено Фала. Ја слушаме песната, го гледаме спотот, а веднаш потоа и Андреј во студијето. Биде со нас.